Варвара. Варвара или Варвенден е еден од поголемите христијански празници од зимскиот циклус, кој што е непроменлив празник и секогаш се паѓа на 4 декември, односно на 17 декември по стариот календар. Меѓу народот постои верување дека не се оди никаде на гости на овој ден, туку дека се седело дома. Се верува дека денес кој прв влезе дома, таква ќе биде годината. Кој ќе те полази, таква среќа ќе ти донесе. Затоа, народот, верувајќи во ова, гледал прво мало дете да ти стапне прво дома, за среќа, радост и мила да ти биде годината. Или пак, тој што ќе влезе, да носи леб со него, за берекет. Света Варвара е родена во градот Илиопол од богат татко по име Диоскор, но во верата незнабожец. Својата ќерка е Деница, мудра во умот и убава во ликот. Диоскор ја затвори во висока кула, ја обкружи со секакви удобности и даде слугинки да ја служат и постави идоли за поклонување и изгради бања со 2 прозорци. Гледајќи ги низ прозорецот, земјата долу и звезденото небо во висините, на Варвара и се отвори умот со божествената благодат, па го позна единствениот вистински Бог и Создател, иако немаше никого од луѓето за учител во тоа. А кога нејзиниот татко еднаш се оддалечи од градот, таа излезе од кулата и по Божја промисла се сретна со некои христијанки кои што ја јавија вистината на Христовата вера. Срцето на Варвара пламна со љубов кон Господ Христос. Таа нареди да се пресече и 3 прозорец на бањата, за да бидат 3 прозорци символ на Света Тројца. На една карпа во бањата нацрта со прстот крст и крстот се вдлаби во каменот како врежан со железо. Од незините стапала, на подот од бањата избиваше извор со вода, кој што подосна на мнозина им донесе исцеление од болестите. Кога дозна Диоскор за верата на својата ќерка, сурово ја биеше, ја протера од кулата и ја гонеше за да ја убие. Карпата се отвори и ја скри Варвара од суровиот татко. Кога му се јави повторно, татко ја однесе пред началникот Мартијан, на кого што му ја предаде за мачење. Невината Варвара ја расоблекоа и ја бија, додека целото тело не го прекрија во рани и крв. Во затворот и се јави самиот Господ со ангели и ја исцели. Кога го виде тоа една жена, Јулијана, и самата посака мачеништво. Обете беа ужасно мачени и со исмевање ги водеа по градот. Им ги отсекоа градите и од нив истече многу крв. Најпосле ги изведоа на губилиште, каде што таткото самиот си ја заклаа ќерката, а војниците ја заклаа Јулијана. Истиот тој ден удри гром во куќата на Диоскор и ги уби него и Мартијан. Света Варвара пострадала во 306 година. Незините чудотворни мошти почиваат во Киев. Прославена во небесното царство, Света Варвара многу пати им се јавува на мнозина, понекогаш сама, а понекогаш со Пресвета Богородица. Култот на Света маченица Варвара особено популарен бил во Разлошко, каде што се верува дека таа била од овој крај и дека тука настрадала. Овде се изведуваат интересни обичаи,
се празнува со собори и панаѓури. Се вели дека празникот Варвара е на средината на божичните пости. Тогаш девојките и момчињата се облекувале во специјална облека со специјални капчиња на главите, оделе кај црквата Света Петка на селото, таму играле и пееле, а потоа се враќале и во групи ужинале во некоја куќа каде што специјално за нив се спремало храна. Потоа пак играле и пееле повеќе обредни песни.